Почитувани, добар ден. Гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е македонската писателка, професорка и активистка за женските права Румена Божаровска. За неја се зборува многу во земјава, но и во странство. Божаровска, вашите книги се преведени на 15 јазици, а дел од расказите се оживеани и на театарската сцена. Може ли да се живее од творештво во земјава? Во земјава не, затоа што сепак тоа се во странство објавени тие книги и ми требаше многу голем пат да изодам за да можам на некаков начин да добивам хонорари од моите изданија во странство. Кое што е така една несигурна работа, бидејќи не знаете дали ќе се продаваат книгите, кога известна издавачка куќа ќе посака да ви ги објави книгите и така натаму. Тоа е една многу несигурна работа и малкумина би рекла дека во Југославија живеат исклучиво од своето пишување. Со оглед на моите изданија, мислам дека во овој момент би можела веројатно сама да се издржувам само од пишувањето, меѓутоа не во оваа земја. Во оваа земја тоа е невозможно бидејќи не е едноставно толку голем пазарот. Не можете да се издржите од македонскиот пазар. Еден наш тираж е 500 примерока. Така што еден тираж многу тешко се распродава во текот на годината за една книга. Се случува секако дека имаме имаме автори кои што повеќе тиражи продаваат во една година, меѓутоа повторно тоа не би можело да се исполни без поддршка на државата, како што на пример се случува да речеме во Германија, каде што многу автори можат да живеат исклучиво од тоа што пишуваат, а не се толку преведувани како што сум јас или други мои колеги. Зависи значи од која држава доаѓате. Се чувствувате ли како панкер во културата, каде што се твори како да се е за безпари во тешки битки со ветерници? Па, искрено да кажам, јас не се чувствувам баш така. Прво затоа што немав идеја дека ќе живеам од писателство и никогаш немав некои огромни амбиции да станам писателка. Пред се сакав да бидам едукаторка, како што и сега сум, се бавам, професорка сум првенствено, мислам од тоа заработувам, да речеме, имам плата од тоа. И се занимавам и со преведување и од тоа исто така многу долги години се издржував, така што немав некава идеја дека можам толку многу време и внимание да посветам на писателството и немав идеја дека треба да се борам со нешто, туку тоа го правев цело време како да ми е екстра. Сега ми одзема многу голем дел од времето, бидејќи сите тие преводи, гостувања и слично се работа исто така. И сега сум малку растргната и уморна. Меѓутоа не би сакала да се жалам, не се чувствувам баш дека нешто тука сум, да речеме, панкер. Надвор, кога сте во Западна Европа, би можела да кажеме дека сите ние кои што сме од бившите југословенски простори или од помали земји, тоест сите кои што не сме класично западноевропејци, англичани или американци, го имаме тој статус. На вистина, сите треба да работиме уште неколку работи за да можеме да бидеме писатели. Вашиот прв роман Тони за кратко време го привлече вниманието на читателите, верувам поради чувството што го предизвикува кај нив на главниот лик, неодговорен, самобендисан, егоцентрик. Какво беше чувството да се оди во чевлите на Тони додека го сликавте неговиот лик? Се разбира, писателот мора да се соживее со тоа што го пишува, без разлика дали му се случило или не. И тоа предизвикува, се разбира, голема нелагода и преживување на одредени трауми, лични, туги или општествени. Но, Тони е многу непријатен лик, во најмила рака би рекла непријатен, и го имав предизвикот да направам роман кој што е и покрај тоа што ликот е толку непријатен, да биде книгата интересна за читање и да не ги изнервира читателите, да речат колку е гаден овој, не сакам да ја читам веќе оваа книга. Ама и мене ми беше тоа всушност предизвик затоа што сватив дека треба некако да го разиграм Тони и покрај тоа што е таков егоцентрик, себичен, штетен за себе и за околината, морав да го направам комичен. Така што малку и се забавував и на таков начин и покажав себе си покажав исто така дека пишувањето не треба да биде мачно, дека треба да биде и забавно. Мачо општествениот менталитет е интересно осликан преку главниот лик, скопски фраер, бивши рокер, работен во администрација. Но од друга страна, кога ги погледнеме женските ликови,
како Тамара или како Евгенија, например, дали е тоа сликата за стереотипот за македонската жена? Па не би рекла дека е стереотип баш за македонска жена, затоа што ова се некои облици на патриархатот кои што постојат секаде. Така би рекла дека ликовите и на Тамара, и на Евгенија, и другите женски ликови се некакви ликови кои што ги среќаваме во нашето секојдневие, меѓутоа се исто така и облици на патриархатот. Значи мајката која што го разгалува синот и која што му помага да стане таков каков што е, со тоа што се разбира дека не се разбира, туку има мал пресврт во однос на тој лик кај во романот. Или еден тој класичен на англиски се вика тоа enabler, тоа се луѓе кои што им овозможуваат, овозможувачи веројатно, им овозможуваат на таквите егоцентрици, себични, разгалени да се однесуваат така како што се однесуваат, веројатно бидејќи и тие биле во детството така третирани многу често од некој член од нивното семејство, па имаат помала самодоверба, па поради тоа точно таквите емпатични луѓе со мала самодоверба многу лесно се приклонуваат кон овие неемпатични со голема самодоверба и така и тие врски се гледаат во романот. Кога зборуваме за машко-женските односи во романот, вие и во дел од вашите интервјуа неколку пати имате укажано дека кога станува збор за родова дискриминација се забележува дека ја има во македонското општество во сите пори. Да. Па дури меѓу државните награди и признанија кои што им се даваат на интелектуалците во земјава. Дали мислите дека можеби правилата за жените или критериумите за нив се построги во однос на критериумите кога треба да им се додели одделено признание или награда на мажите во земјава? Па тоа е исто повторно како во секое патриархално општество, истото се огледува и кај нас, со тоа што кај нас можеби и се уште не сме свесни за некои работи, но сме свесни за други поради социјализмот. Да речеме, секоја држава си има некои работи во однос на структурата на општеството што овозможуваат одредени типови народови дискриминации или не знам одредени феномени дискриминаторски или насилни. Кај нас можеби се појавуваат во други облици. И тоа многу често во домот, многу често се разбира и на работа, исто така во политичката сфера сме речиси многу малку жени. Има таму каде што се ставени квоти, таму е подобрена состојбата, меѓутоа без тие квоти немаше ни да ги има. Гледаме постојано една борба за унапредување, меѓутоа уназаденост во однос на дискриминацијата. И секако дека е многу потешко да се изборите и дека како жена или како малцинство, би рекла, или било која друга маргинализирана група, правилата се поинакви. Значи дека треба малку повеќе да се борите, малку повеќе да учите. Треба да бидете најдобра во училиште, треба да знаете како да се справите и со жените, и со мажите на работа, треба да знаете како да се справите со луѓето во домот и така натаму. Имате на улица како да одите без да бидете нападната, како да имате отворено 16 очи за да не ви се случи нешто во темница и така натаму. Тоа се огромни работи на кои што ние мора да мислиме за да добиеме нешто. Така што секако дека препреките се многу поголеми. Кога ги спомнате женските квоти во политиката, во земјава се забележува во изминативе години зголемување на бројот на високи функционерки, од председателка на држава, градоначалничка на Скопје, заменик генерален секретар на НАТО. Доволно ли е тоа за исполнување на така наречената женска квота во политиката или треба да се прави нешто повеќе? Јас би рекла дека многу често тие неколку примери служат како еве ви го добивте и пак не ве бива, значи не треба да бидете ништо, при што имало стотици политичари кои што биле катастрофа, ама нели, никој не рекол, па не те бива машко си, значи не треба веќе да имаме машки председатели, премиери и така натаму, или градоначалници. Тоа често го користат како причина да кажат дека ние нели не бива за било какви позиции, тоест да не вратат повторно во домот. Од друга страна ми се допаѓа тоа дека треба да се нормализира жена да биде на некоја висока позиција, без разлика дали таа е феминистка или не, се бори или не се бори за женските права. Нормализација е на тоа жена да биде таму со сите своји маани, бидејќи и мааните на жените не се прифаќаат. А другата работа е што треба да видиме општата состојба, а не само тие неколку жени што се на високи позиции. А тоа е дека повторно во однос на кандидати за градоначалници низ цела Македонија имаме многу мала застапеност и редица други статистики покажуваат дека не е ништо подобрено.
Неодамна присуствувавте на грчко-македонска научна конференција во Солун, посветена на македонскиот настан. Настан за кој што и вие напишавте во еден од вашите есеи дека постоел ризик да не се одржи поради силен притисок од ултрадесничарските партии. Какви се вашите импресии од самиот настан? Директорката на институтот се вика Фотини Цибириду, ако не се лажам, и професорката, славистка и преведувачка Александра Јоаниду, која што инаку ги преведе речиси сите мои книги на грчки, но еве една од работите е што мојата книга Мојот маж излезе во Грција, прв пат пишуваше македонски јазик. Во историјата на Грција мислам дека тоа е всушност и прва книга што е преведена целосно од македонски, да пишува дека е од македонски јазик. Така што Александра Јоаниду е навистина една огромна поборничка за правата на македонскиот јазик и за македонското малцинство во Грција. Така што таа беше организаторка и Александра не е навикната на голем отпор од фашистичките сили во Грција, кои што ги има, ултрадесничарските партии и групи. Јас, бидејќи не бев свесна за тоа, не ми кажа. Кога стигнавме, дознавме, Кица Колбе всушност ми кажа, бидејќи таа беше таму. И била таму со Александра претходната вечер и сведочала на сите облици на притисок кој што Александра Јоаниду ги добила, за да не се одржи конференцијата за македонскиот јазик при Солунскиот универзитет. Така што, мислам, самиот ректор се јавил и даде изјава, јас тоа го дознав потоа во Евсин, го прочитав, грчкиот весник, дека од една страна тврди дека универзитетот треба да има автономија и треба да се одржи таму настанот, но од друга страна нашол некои технички забелешки зошто не треба, па ете ја притиска професорката, тоест двете професорки, настанот да не се одржи таму и секако одредени фашистички групи рекоа дека ќе дојдат и дека ќе направат проблем. Во смисла не заплашија и за со нашето дека не смее да бидеме таму, но добрата работа е што во Грција постојат студентското движење е многу силно и многу антинационалистичко и хумано. Тоа студентите дојдоа и застанаа во наша одбрана, не чуваа цел ден надвор пред амфитеаторот, иако фашистиве не ни дојдоа. Тоа беше само класично нивно заплашување. Дојдоа, скандираа во наша чест, ни рекоа со среќа да се одржите конференцијата, ни дадоа поддршка и не дозволија да се откаже овој настан. Така што атмосферата беше прекрасна. Внатре беше полно, се зборуваше, се читаше на македонски и на грчки јазик. Имаше никој не се чувствуваше небезбедно и меѓу сите имаше некој договор дека ова ќе стане традиција и кај нас и кај нив. И на таков начин всушност тоа табуизирање на македонскиот јазик кој што постоеше во Грција со децении поради силата на нивната националистичка пропаганда, сега многу брзо се уништува. Да, ве цитирам во едно интервју за Радио Слободна Европа што го дадовте пред 10 години, изјавивте дека како општество си патиме од усул, ама и од немање традиција на критика, на бунт кон медиокритетите, невкусот и кичот. Од денешна перспектива, дали работите се променети? Малку да би рекла, затоа што пред 10 години и сега преживеавме низ една така фаза на критикување и на зборување јавно и отворено. Мислам дека надминавме една граница што не очекувавме дека ќе надминеме. На тоа нели добриот вкус пази да не кажеш нешто за некого, што ако овој помисли така за мене. Мислам дека сме малку подобри во тоа и дека до некаде почнуваме да градиме традиција на критика и на отворено зборување. Критика не значи и омраз. Но мислам дека многу очекуваме за кратко време. Не е ништо една деценија. Во однос на тоа колку долго се гради едно општество и една држава. Пред 100 години, 120 години жените немале право на глас или да носат панталони или да имаат собствен имот или пак да се разведат. Тоа се само 100 години. Така што и за други работи потребно е време. Во таа смисла мислам дека малку
брзо се разочаруваме и велиме, ете, ништо не видна, сега вака сите заборавивме, џабе. Тоа е само еден изговор за мрзеливост, но можам да разберам кога целиот свет е во криза, зашто и ние би го зборувала тоа, но мислам дека треба да ги имаме предвид и добрите работи што се случуваат околу нас, првенствено дека живееме во мир. Ви благодарам за разговорот. И јас благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.